Еве ја гледам Елизабета на нашиот линк. Од ова што го гледам, мислам дека е на кеот на Вардар. Не знам каква е температурата таму, ама сте насмејани и сонце ве огреало. Ајде, Елизабета, да видиме со кого ќе не поврзеш ова утро. Добро утро. Денешниот линк го посветуваме на одбележувањето на градот Скопје. Одбележувањето е утре, меѓутоа ние одлучивме денеска да ги прашаме овие двајца млади луѓе како спеале и на кој начин тие ќе го посветат нивното работење кон овој голем јубилеј. Се наоѓаме на кеот на Вардар, кеот 13 ноември, кој исто така символично го носи името на ослободувањето на градот Скопје. Овде утре ќе се одржи за прв пат фестивал наречен Нови простори, а зашто станува збор ќе ни кажат нашите денешни гости Лазар Нелковски и Каја Домазитовска. Добро утро на двајцата. Лазар, еве ти си поблиску до мене, од тебе виднаш ќе започнам. Кажете ми како фестивал е ова, за прв пат се одржува, како дојдовте на идеја и зашто токму тука ќе се одржи? Да, значи фестивалот е културно-уметнички фестивал, се вика Нови простори и идејата на целиот фестивал е на нови иновативни простори да се држат уметнички настани со цел да се покрене уметничката свест кај младите, но и општо кај народот. Ние сме сите млади и амбициозни и ја представаме младината и следната генерација. И сакаме да им дадеме можност на сите тие млади да ги искажат своите оригинални дела. Агендата за утре во 11 ќе започне фестивалот, така што во 11 отварањето. Во 11:30 имаме порака во Шише, каде сите наши желби, како една младина, ќе ги напишеме, ќе ги ставиме во стаклено шише и ќе го пратиме по Вардар да плови во океан, како порака кон светот од нас. Понатаму имаме нови поетски пространства. Тоа ќе е настанот во кој сите млади со своите оригинални поетски творби ќе се ги искажат своите чувства, мислења и погледи кон светот. И исто така имаме бродот наречен Скопје. Тие се кратки раскази, каде преку прозна форма си ги искажуваат истите чувства. Потоа имаме од 12:40 акустика под арката. Таа арката е тука, како што гледате на кејот, и тука мислам дека никој пат до сега немало музичка изведба, така што ние сакаме да донесеме некаква убавина. И од другата страна на мостот. Да, Каја би те прашала, еве и тебе, може ли ни кажеш, имаше ли голем интерес, се пријавија голем број учесници, колку на број ќе бидат утре? Да, имаше убав број на заинтересирани. Најмногу заинтересирани имавме на уметноста на Ке, така што се вкупно 11, но исто така имаме за нови поетски пространства имаме вкупно 7, за бродот наречен Скопје, што се кратките раскази, имаме вкупно двајца, за отворен микрофон имаме 4 и се на се тие се сите околу 27-28 учесника. Сега би ве прашала, вие сте млади луѓе, средношколци, дали и возраста на учесниците беше ограничена да бидат исто како вас млади или можеше да се пријави кој било? Групата на која се концентриравме, да, воглавно беше млади, така што им даваме на нив многу можност на некој повисоко ниво да си го прикажат своето дело. Меѓутоа, пред се нас ни е целта уметничката свест, бидејќи во културата многу малку се вложува, барем кај нас. Ние имаме цел да за некој ниво да ја повишиме таа уметничка свест општо кај народот и се надеваме во следните години понатаму да го правиме еднаш годишно, па 4 пати годишно, еднаш за секое годишно време, така што постепено ќе развиваме таа желба за излегување од дома, да се учествува на настани, да се гледаат концерти, да се гледаат представи. И бесплатни ќе бидат, патем кажано, можеби тоа исто така ќе биде од значење за можеби нашите гледачи. Би сакала да ве прашам, со оглед на тоа што прв пат го организирате овој фестивал, имавте ли поддршка логистичка, финансиска од градот Скопје и со оглед на тоа што нели е посветен самиот фестивал на ослободувањето на Скопје? Да, ние го организираме фестивалов од Македонски центар за култура и развој, така што тој е поддржан финансиски од град Скопје, од програмата за култура за 2021 година од град Скопје. Може уште да потсетиме еве некаде пред крајот на разговорот во колку часот почнува и до кога ќе трае? Тој ќе започнува во 11 часот и би требало да трае околу 3 часот и 10 минути, 15 минути.
Така, значи сите заинтересирани да не заборават, еве утре е викенд, прогнозата вели дека денот ќе биде сончев како и денешниот, и ако немаат нашите гледачи нешто испланирано, би било убаво да дојдат да го посетат фестивалот и да видат зашто сте се потрудиле вие како организатори, меѓутоа и сите учесници кои што ќе дојдат. Исто така да пратим еден поздрав на екипата кои исто така со нас тешко работеа и не се во можност денеска да дојдат тука да го испрезентираат. Леонардо Змајшек кој ни ги прави сите објави на Инстаграм, Анисија Огриновка која ни помага со општа организација на фестивалот и Филип Најдовски кој е многу голема помош од техничкиот аспект. Драги гледачи, ова се двајца млади луѓе за кои што верувам дека многу ќе се слуша во иднина, затоа што и двајцата и тоа како ја сакаат уметноста и планираат токму во тој правец да ја продолжат нивната уметничка кариера. Ви посакувам успех и на утрешниот фестивал, меѓутоа и понатаму со она со што планирате да се занимавате. Благодарам многу. Благодарам многу. И доколку ве заинтересиравме, утре е локацијата каде што треба да бидете на еден поинаков начин да го одбележиме ослободувањето на Скопје. Ете, баш убаво не развеселите од утринава, што убаво кој ќе видите млади луѓе кои што имаат и енергија, идеи и ентузијазам за тоа што го прават.